4 региони во Украина, Донецк и Луганск, заедно со Херсонската област и делот Запорожје, гласаа за приклучување кон Русија на референдумите одржани меѓу 23 и 27 септември, соопштија руските власти, по пребројувањето на сите гласачки ливчиња. Властите на 4 области под руска контрола објавија дека 87% од оние кои учествувале во референдумот гласале за влез во Русија, а одзивот бил 99%. Заменик председателот на Рускиот совет за безбедност Дмитрий Медведев изјави дека резултатите од референдумот во Донбас, Запорожје и Херсон се сосема очигледни и им посака добре дојде во Русија на жителите од овие региони. Референдумите завршија, резултатите се јасни. Добре дојдовте дома, во Русија. Официјален Киев, како што многу пати беше најавено, не ги прифати овие референдуми, ниту резултатите од нив, сметајќи дека се лажни и дека луѓето во тие области биле присилени да гласаат. Председателот на Украина Володимир Зеленски додаде дека со ова веќе не постои каква било можност за мировни разговори со Русија. Признавањето на овие лажни референдуми од Русија како нормални, спроведувањето на така нареченото кримско сценарио и уште еден обид за анексија на украинска територија ќе значат дека нема што да се разговара со овој руски председател. Од Украинското министерство за надворешни работи соопштија дека присилувањето на луѓето на тие територии да пополнуваат некакви документи под закана со оружје е уште едно руско злосторство, како дел од агресијата врз Украина. Овој настап нема никаква врска со изразувањето на сопствената волја и нема последици за административно-територијалниот систем на Украина и меѓународно познатите граници. Украина и меѓународната заедница ги осудуваат ваквите постапки на Русија и ги сметаат за безвредни. После ваквите тензии што ги предизвика гласањето во 4 области, постојат сомнежи дека рускиот председател Владимир Путин може да ја објави анексијата на 4 региони во говорот што во петок треба да го одржи во рускиот парламент.